Ако во првите 6 месеци од 2020 година 5022 фирми ставиле клуч на врата, односно згаснале, оваа година бројката е нешто помала и изнесува 4874 пропаднати фирми. Но намалувањето не значи дека оваа година условите за стопанисување биле полесни и подобри, бидејќи намалувањето се бележи и кај бројот на новоотворени фирми. Економските текови директно влијаат на ликвидноста на компаниите, а оние кои не успеваат во тоа едноставно банкнотираат. Во вториот месец од годината, февруари, на површина излегуваат многу текови од претходниот период. Токму тогаш се случува и бришење од страна на Централниот регистар, кога тој по сила на закон ги гасне компаниите кои не се активни. Станува збор за регулатива според која се бришат фирмите кои не доставиле годишна сметка и финансиски извештаи за последната деловна година до последниот работен ден од тековната година или не пријавиле упис на адреса на електронско сандаче или не уплатиле основачки влог во пропишаниот рок. Тоа што е карактеристично за државата се рефлектира и во кочанското стопанство, низ соодветни податоци кои се одраз на стопанското и финансиското работење. Покрај големиот број други фактори се позначаен е тој што се однесува на недостигот на квалитетна работна сила, па многу мали и средни фирми се доведуваат во ситуација да не може да одговорат на пошироките процеси. Компаниите се наоѓаат во исклучително тешка ситуација. Тоа значи дека единствена е оценката дека енергетската и другите кризи ја исцрпија нивната кондиција, поради што тие се наоѓаат во алармантна ситуација, како ќе се соочат со состојбите кои што се очекуваат да бидат предизвикани во текот на зимските месеци.